Уште едно отворено студио на телевизија Нова и вечерва имаме многу интересна тема. Зборуваме за човечки судбини, зборуваме за цели уништени семејства, зборуваме за црните досија на УДБА. Пред да ги представам моите гости во студиото да погледнеме една животна сторија, како на ова семејство методите на УДБА буквално му го уништиле животот. Измачуван, затворен и тепан за идејата за самостојна Македонија. Битолчанецот Крсте Велјанов е символ на тортурата што ја трпел македонскиот народ при намерата да се избори за својата независност, а години подоцна и да биде следен, прислушуван од страна на властите кои ваквите борци за слобода ги сметале за опасност по безбедноста на земјата. Неговата сторија ја раскажа неговиот син Зоран Велјанов, кој рече дека приказната и страдањата на неговиот татко не можат да бидат раскажани во неколку реченици. Идеите на ВМРО вели се фамилиарно наследство. Уште неговиот прапрадедо држал говор за републиканското уредување на Крушевската република, а и неговиот дедо бил поборник на истата идеологија. Помеѓу вечната желба на македонецот за самостојност, татнежот од минатото историските страдања, започнува еден живот достоен за филмско дело, животот на неговиот татко. После Втората светска војна и после Првата светска војна и Балканските војни, поделбата на Македонија, после Втората светска војна, татко ми беше осуден за идеите на самостојна и обединета Македонија. Значи, се работи за идеи кои што произлегле од крвта, од коренот на тој човек. И јас сум ги наследил, што е најнормално. Се работи за човек кој што бил во групата на покојниот Ристо Димов, кој што во Битола овдека и кој што беше на 13 мај, значи татко ми беше уапсен на 13 мај, за после тоа веќе во името на народот да биде донесена пресуда број 156 од 47 година во кој што е осуден на 15 години затвор. Затворската казна ја издржува во Идризово негде до 1953 година. Заради тоа и е ослободен, заради тоа што под преголемиот притисок од преголемото тепање психички попуштил. Зоран додава дека во затворот во Идризово се убивале луѓе или биле доведени до состојба на изгладнетост и туберкулоза. Тој зборува дека малку се знае за оние кои биле погребувани во коритото на Вардар и на кои ден денес не им се знае гробот. Маките на неговиот татко Крсто продолжуваат и по излежувањето на затворската казна. Иако успел да се вработи како банкар и чесна да заработува за својот живот, во меѓувреме за него се водело политичко досие, кое што самото по себе е еден цел сплет на оперативно-технички мерки што се применуваат за ваквите лица. Имаме првен она што е најактуелно, кодошите што ги викаме, шпионите, соработниците на државната безбедност, кој што околу него беше сплетена мрежа од десетина луѓе во различен временски период и во досието овдека јас ги имам сите, ги демаскирав, ги открив сите. Досието што го имам од 900 страни вели ја одразува целата генеза на една национална мисла. Досието кое битолчанецот го држи во рацете и го чува како наследство од едно време говори повеќе од сите учебници по историја. Истото во прво лице ги доловува судбините на едни луѓе кои што цел живот се бореле за самостојна и обединета Македонија. Цел која што Зоран вели е постигната по референдумот во 1990 година, ни порано ни подоцна. Назад сме во студиото на телевизија Нова, отворено студио. Вечерва зборуваме за црните досија на УДБА, но од еден малку поинаков човечки аспект. Вечерва во студиото се господинот Филип Петровски, директор на Државниот архив на Република Македонија, човекот кој што поведен и од личното свое досие го фати инат да ги објави овие досија и јавноста да ги види, и Никола Српов, кој што е еден од оние семејства кои што биле на таргет и на мета на УДБА, односно твојот дедо има досие, така. Сакам да зборуваме вечерва малку од личен аспект. Филип, вас ве фати буквално инат кога дознавте за своето досие, за оно што го правеле методите на УДБА, но и потоа по УДБА. И ете, на крајот имаме едиција една цела за сите оние документи за следењето на македонците. 10% македонци биле следени со методите на УДБА. Ги прочита ли ти тие досија? Пројде ли низ нив? Можеш ли да се носиш со се оно што се случувало, што го прочита таму? Па ова е интересна теза дека ме фати инат, може и така да се каже. 97 и 8 година е
направено тоа досие како за политички неистомисленик, кога тајната полиција практично работи да го заштити тогашниот политички систем, а знаете дека од 94 до 98 година во Македонија немаше опозиција во парламентот, што значи дека имавме на некој начин реставрација и на системот од пред 90 година. Кога дојдовме ние во 98 година во парламент, постоеше кај нас една изразена желба да се расчисти со претходниот систем кој што бил воспоставен до 90 година, затоа што Македонија беше должна како држава да постапи слично како и сите кои што го напуштија претходниот комунистички систем и да расчисти комплетно со неговото наследство. Тоа беше впрочем и еден од елементите за воспоставување на демократија. И ние донесовме еден закон за отворање на политичките досиеи и тогаш јас и дознав, како и многумина други, дека и по 90 година голем дел од лицата кои што биле инволвирани во политичката партија ВМРО-ДПМН имале своји досиеа, односно дека таа тајна полиција се занимавала активно, многу сериозно, многу детално со тоа како делува политичката партија ВМРО-ДПМН. Па бил следен и партискиот штаб, односно седиштето на партијата, видни поединци на партијата, членови на извршниот комитет, председатели на општински комитети, членови на подмладокот на партијата во детал. Во тој период тогашната министерка за внатрешни работи, кога практично и завршува следењето, односно она што го имаме како документација, ми даде еден посериозен материјал, за кој што таа е сега почината, меѓутоа тогаш ми рече дека е само фрагмент од тоа што успеала да го пронајде, а се работи за неколку години следење на партијата во детали. И ние тогаш, освен закон, направивме иницијатива да се произнесе прва собраниска комисија која што е надлежна на таа тема, но понатака сакавме да се произнесе и парламентот и да се утврди одговорност за инволвираните. Меѓу инволвираните, она што е многу интересно, станува збор, меѓу другото, и за господинот Верушевски. Зошто го спомнувам токму него? Има и други имиња. Го спомнувам затоа што господинот Верушевски и минатата година со настаните поврзани со пуч, како и до ден денешен со неговата прошетка до господинот Заев пред неколку дена, покажува дека е константа во Македонија кога се случуваат проблеми со масовно кршење на човекови права и кога се случува проблем да се злоупотребува тајната полиција или тајните служби во интерес на одредена структура, дали е тоа политичка партија или група која што е моќна. Така што, дали ме фати инат, не знам можда, но она што е побитно да го заклучиме е дека со објавувањето на црните страници на УДБА на некој начин заокружив скоро 20 годишна активност, нели, од отворањето на досијата, протестите, отворањето на досијата, барањето на парламентот да се произнесе, предавањето на тие досија во Државниот архив, подготовките со претходниот директор на таа тема, истрагата околу досијето Темел кое што не е предадено во Државниот архив, односно е уништено, тоа што го поседував јас како материјал. И твоето досие? Не моето, досието на ВМРО-ДПМН, на партијата, мистериозно исчезнало во периодот во 2002 година, кога требало да биде предадено заедно со другата документација, што ќе покаже дека практично оној што го правел досието не сакал никогаш да се дознае, бидејќи се смениле работите, се смениле политичките гарнитури, не сакало да се има трага дека на тој начин и толку масовно е следена и обработувана, па дури се правени обиди на тој начин да биде уништена ВМРО-ДПМН. Така што се инкорпорирани во оваа едиција и таа навистина представа за окружување од околу 20 години на сите наши напори да и обелодениме на јавноста што всушност се случувало, не сме знаеле, да и дадеме на македонската историја нови елементи за истражување, бидејќи според ова што го прочитавме произлегува дека многумина од овие следени за кои што низ историјата овие години се зборувало дека биле некомпетентни луѓе, неморални луѓе, луѓе пијаници, вакви, така всушност имале единствен греф им било тоа што сакале Македонија да биде Македонија. Знаете што, или се дискредитирани или се избришани.
Ако се дискредитирани, тоа е неправда, ако се избришани повторно и тие мора да го заслужат, односно го најдат своето место во македонската историја. Мислите дека со ова ќе може? Овие страници покажуваат дека македонската историографија, она левичарската, е фалсификувана и дека треба многу сериозно да се преразгледа и да ги земе во предвид овие страници. Но овие страници се само почеток. Ние објавивме 13.500 страници, а всушност Државниот архив чува 630.000 страници, кои што се неверојатно голем материјал за не ревизија на македонската историја, туку повторно пишување, ново пишување, објективно пишување на македонската историја. Сега тоа е само еден елемент. Овде ние гледаме страната на тајната полиција како гледала на оној што го обработувала. Но имаме живи сведоци кои што имаат досија, а имаме таму каде што за жал починале нивни наследници, како случајот на Србов и други, втора, трета генерација кои што имаат свои семејни преданија, кои што не се раскажани, не се забележани. Така што ние се надевавме дека ќе ги добиеме сите агли, ќе ги измотивираме луѓето да сватат дека завршува тој начин на нивна дискредитација и дека сега ќе отвориме другата страна. Дали завршува, дојдат... за тоа сакаме да зборуваме подоцна со оглед на фактот дека вакви афери за следење и прислушување имаме и до ден денеска. Ке сакам за Па тоа константи има. И вие слободно прекинете ме, ја можам да зборам со денови на оваа Нема тема. никаков проблем. Овде сме да кажеме, да ги кажеме работите како што се. Господин Србов, вие доаѓате од фамилија, дознавте дека вашиот дедо има досие. Знаевте дека има досие или сега ве удри по глава буквално кога? Знаевме, уште од претходно знаевме дека го има досието, сега го подигнав јас пред некое време. Дедо ми чио име го носам, значи Никола Србов, бил опфатен во ВМРО-вска, тогаш имаме различни пост Втората светска војна, се појавуваат различни групи кои го носат презнакот или префиксот ВМРО пред нив. Тоа се должело од незадоволството на парцијалното решавање на македонското прашање во склоп на Југословенската федерација. Кога се затворило македонското прашање, условно кажано, значи тоа се решило само на еден дел од целата територија на Македонија. Тие со тоа не се согласиле, како што впрочем и огромен број на населението, и започнале да се приклучуваат кон тие ВМРО-вски групи со цел додека траат преговорите, додека трае мировната конференција или доколку избие нова војна, да може да се реши интегрално македонското прашање. Тие веднаш се активирале во тие групи. Конкретно мојот дедо учествувал во гимназијата во ВМРО-вската група во Гевгелија, каде што бил на свој 17 години, 45 година, 46 година е уапсен, заедно со неговиот брат. Неговиот брат На 18, значи. Да, на 18 години уапсен. Неговиот брат успел да пребега за Грција во Солун, како што впрочем тоа е маршрутата на многу луѓе, се обидувале да пребегаат кога веќе се предапсење од тоа нивно учество во тие ВМРО-вски групи. Тој уапсен, осуден како ВМРО-вски елемент и непријател на тогашното општество и систем, дека работел против Југословенската федерација и нејзиното уредување, и осуден е првенствено, тоа може да каже и Филип, како се чистени досиеата во одреден период, значи претходно. Прво бил осуден според неговите зборови на смртна казна. Па потоа му била намалена на 15 години. Одлежал 5 години. Во досието имаме само последната казна. Овие претходните ги нема воопшто. Тие ги избришале. Претпоставувам уште од тогаш ги тргнале. Нели, не е додека после тоа, но според тие преданија кои денеска што има живи потомци, може тие по вакви разговори од дома да кажат како течеле пресудите. Значи прво е осудена смртна казна, па на 15 години во тој период во законот 15 години била најстрогата, најголемата казна за овој вид на. Доволно е да те исплаши и ова од 5. Прво ќе те осуди на смрт, па на 15, после со 5 среќен си жив. Значи го одлежал затворот. Одлежал што одлежал затвор, подоцна има забрана за сите граѓански права, како образование, вработување и слични такви, уште 5 години плюс, значи по одлежувањето на затворот, не можел да запише факултет да запише да се образува. На млад човек. Млад човек, така. И тек тогаш почнуваат уште поголемите трауми. Значи тој е интернирана целата фамилија
од Гевгелискиот реон во Виница. Значи, интернирана е за да не седи таму, за да не се создава тоа некое, како да ви објаснам, гнездо на таа ВМРО-вска група, бидејќи тие и после затворот биле со тие идеи и продолжиле да работат. Да. Значи, не може затворот да им ги смени ставовите. Океј, ќе го преживеат затворот, но ќе излезат и тие повторно размислуваат на таков начин. И од таа група сите се интернирани во разни градови. Конкретно мојата фамилија е интернирана во Виница, за цело време следена, подоцна доаѓа во Скопје и следен е до 88 година и во досието ги наоѓам и моите родители, и неговите внуци, и на адресата во Скопје, во Карпош, каде живеел, од полициската станица Карпош е истражуван и таму има интересни личности кои давале информации за него. Значи, луѓе од обкружувањето, обично оние кои што ние ги нарекуваме кодоши, односно луѓе кои што гледаш се изгребат за подобра позиција, се обично луѓе од обкружувањето. Тоа што ми пречи, Филип, досијата ги гледав и првиот пат кога се зборуваше за илустрација, имав можност дел од досијата да снимам во архивот, кога излезе информацијата за досието на Шишков. Оние црни точки, луѓето кои што ги давале информациите, луѓето, ајде оние кои што следеле можеби биле поработна задача, нели дадено им, меѓутоа оние кои што ги давале своеволно информациите, зошто ги заштитувам? Не се заштитени. Има црни таму, на пола има црни. Не се заштитени. Мислите се знаат, па не се? Сега во оваа едиција пристапот кој што го заземавме беше оперативните работници да не бидат објавени, тие се зацрнети, а ова беше во 2000-та во законот. Соработниците и оперативните работници да бидат заштитени. Но сега ние го сменивме пристапот и сакам да го образложам. Наша намера не беше да ја демонтираме тајната служба или луѓето кои што по задача некои работеле. Имаат они ланец на команда и тоа не е наша работа. Ако се дојде по ланецот на команда најгоре и се утврди масовно кршење на човекови права, тогаш има начини како и денеска може да одговараат тие што биле во позиција тоа да го наредуваат. Значи, ние се дистанцираме од тоа. Втора работа, ние во едицијата не прогласуваме соработници, не прогласуваме кодоши и не илустрираме. Значи, оваа едиција нема никаква врска со илустрација. Нас не интересира да посочиме на некој со прст, туку да укажеме на тоа какви се документите. Затоа што лично мислиме дека од едицијата ќе произлезат нови историски анализи. Зошто да не покажеме со прст? Чекайте, значи да ја завршам мислата. Значи, на нас ни е битно да создадеме материјал за нови историски истражувања, но соработниците во овие страници не се покриени. Стојат или со нивните соработнички псевдоними, или таму каде што се појавуваат со име и презиме. Така што, да не мислите дека се заштитени, не се заштитени, ќе бидат изложени и ќе се читаат. Мој филозофски и, ако сакате, научен, па и политички став е дека нема зошто да се штитат тие што уништувале туѓи судбини. Оние што ќе се најдат засегнати, треба да ги извади историскиот процес на површината, затоа што ќе увидите неколку работи, дека станува збор за генерации кои што продолжуваат да работат на исти начин. Во најголем дел, оние што биле джелати и крвници, соработници или кодоши, нивните поколенија денеска ги гледаме на улиците ангажирани од страна на Сорос и Чадорот да ја дестабилизираат државата, активни, ангажирани во промената на уставното име на Република Македонија. Престанала ли УДБА во наводници некогаш да работи? Зошто ни се случува постојано, не само во Македонија, и во светски рамки? Значи, колку ние имаме приватност, колку ни се слуша гласот. Значи, ние сме во илузија дека сме во демократија, дека гласот може да ни се чуе, затоа што некој не слуша, некој држи некој досие на страна за било кого од нас и кога треба ќе го извади. А тоа го прави Верушевски. Ако земете да изанализирате неговата активност во последните 20 години, ќе ги сватите сите овие работи. На него очигледно му е идол Хувер,
кој што за секого имал во американската политика папка и кога ќе дојдел во позиција му е вадел папката. Тоа му се случи и на Бранко Црвенковски и на Али Ахмети кога сакаат да го дистанцираат по победата во 2002 година. И тој човек како константа се појавува денеска. Меѓутоа, да го занемариме него. Ликовите кои што се појавуваат по улиците на Скопје, најголем дел може да ги извлечеме во една линија, во вертикала надолу 3-4 генерации да работат исто. И јас во повеќето мои настапи говорам за две линии во Македонија. Едната линија е оваа, што од 45-та година дедото е следен, па таткото, па и внукот. И ја гледате дека завршува со промакедонски, десничарски и во најголем број на случаеви во ВМРО ДПМН. И имате една втора линија која што цело време работи анационално, која што соработува со службите, која што не ја интересира дали македонски патриоти се во затвор, дали се на Голи оток, дали има македонци во другите делови на Македонија, зошто таа Македонија е поделена, ами ги толчи овие што се тука да го уништи македонскиот дух. И денеска се појавува како представник на ЛГБТ револуцијата, на права на хомосексуалци и така натаму. Тоа се во главном или истите луѓе, или луѓе кои што до сега не им станало јасно за кого всушност работат. Ова е многу остри зборови со овие. Да, овие се зборови за кои што стојам. Инфраструктурата која што имаше на времето УДБА во своите соработници и кодоши, бидејќи УДБА беше растурена, се растури Југославија, некои фракции останаа по републиките и они немаа свој газда. Тие својот газда го најдоа како извор на финансии во Сорос, а како газда Чадорот. Ако имаме докази за ова, зашто не реагираме? Сите ние знаеме кој е Чадорот. Па имаме докази, Верушевски обвинет за пуч во државата, но Чадорот не дава да му се суди, а Катица го брани и го иззема. Кој е Чадорот? Кој е големото уво? Кој е Чадорот? Кој е УДБА? Сите знаеме. Сите знаеме. Ќе го видиме ли на обвинителна клупа? Верушевски? Чадорот? Чадорот има дипломатски имунитет. Значи нема да го видиме. Па да ве подсетам дека Умпрофор, Умпредеп, кога згази, односно имаше удес со војниците кога ни почина министер во македонската влада во 99-та година, дека војниците беа вратени во своите држави и не беа повикани на одговорност. До кога ќе дозволиме да се случуваат вакви работи? Знаете што, ја не работи? можам да ги исправам сите светски неправди, но можам да ја укажам на македонската јавност како стојат работиве. Ја не пледирам на универзална вистина. Десничарите се демократи. Јас не велам никој да верува во тоа што го зборам. Зборувам дека имам своји ставови, сознанија. Сите луѓе треба да ги проверуваат овие ставови, да ги ставаат на предизвик, на тест и подоцна да одлучат во што ќе веруваат. Ти си следен најмногу во времето на студентските протести. Време кога студентите се крена, сметаат дека имаат право да го кажат својот глас за оно што тие имаат, тогаш им пречеше. Ти беше еден од лидерите, водачите на студентскиот протест и во тоа време си исто така следен. А тоа е една интелектуална маса, македонска студентарија, која што го крена гласот против работите што се случуваа тогаш. Што вели ова досие тогаш за тебе? Како те следеле, што те следеле? Има ли некој, народски кажано, окркано поради тебе? Некој од твојата околина? Знаете што? Во тој документ, за жал, не го носам, но е објавен во 8-миот том на црните страници на УДБА. Има еден документ каде што е наведено кои личности од ВМРО ДПМН и со какви мерки се третирани од страна на тајната полиција. Подоцна, можеби 10 години подоцна, кога го читав по 100 пат тој документ, некои работи ми станаа јасни. Уште една новинарка дополнително, не знам дали да ја именувам, но во присуство на сведоци ми рече дека била повикувана кога бев пратеник во полиција, во одредени структури, да и се даваат насоки како да пишува против мене. Во тој документ, да се вратам пак на него, стојат таргетите на тајната служба. Па така, Љупчо шеташе гол по кабинетот и го кршеше редовно и жена му ја тепаше. Доста беше бугарофил, а Филип Петровски беше немирното момче од скопските улици.
Тоа се флоскули и демагогија, која што никогаш не беше потврдена, меѓутоа во многу влијаеше како на кариерите на овие што ги спомнав, така и на губењето на власта, меѓу другото, на ВМРО-ДПМНЕ во 2002 година. Истиот апарат на Сорос, истите луѓе на Сорос, со оперативците на таа тогашна структура, која што ќе читаме во црните страници на УДБА, функционира. Има само една квалитативна разлика од тогаш до денеска. Што тогаш ВМРО-ДПМНЕ немаше институционално искуство за да ги поврзе овие работи и за да ги образложи на јавност. Па не знаевме што значи на Милчин она идењето со црни мајци каде што пишуваше "Доста е", а Доста беше министер за полиција. Па каде што се одеше со транспаренти ко Божем случајно граѓанско незадоволство. А сега знаеме. Сега знаеме кој тоа го финансира, за какви цели, во кои све држави се извршени насилни преврати, кој е све ангажиран да ги обучува активистите на таа структура и колку пари се трошат на таа тема. Така што можам да ви кажам дека, не знам дали ова веќе спомнато до сега, може би прв пат го изнесувам, дека губењето на власта на ВМРО-ДПМНЕ во 2002 година се должи во најголем дел на ангажманот на оваа структура, сплотена и тогаш со Сорос, на буткање на десницата по секоја цена. И враќање така или имате документи? И враќање и реставрирање на системот. Имам документи. Значи објавени се документите какви се оперативни мерки се преземени од страна на тајната полиција 97-98 година. Документите покажуваат дека првенци, односно активисти на ВМРО се следени до 2000 година, кога ВМРО-ДПМНЕ е веќе втора година на власт или трета календарска година на власт. Кога ВМРО-ДПМНЕ има свој коалициски министер во ликот на Павле Трајанов, кој што одбива да излезе на дуел да дискутираме за овие теми. Така што тоа е прекинато официјално и документите кај нас се со старост пред 2002. Не знаеме што и како е случувано после 2002. Зошто се дознаваме отпосле? Дали ти пречи, Никола, што ете после толку години ти дознаваш или го гледаш досието пред тебе? Зошто мора да поминат 50 години, 20 години? Добро еве колку се поминати, УДБА е завршена приказна. Не сум сигурен. Не сум сигурен. УДБА како УДБА, значи ако мислите дека Верушевски не е завршена приказка, не сум сигурен и неговата структура која што работи против Македонија дека е завршена приказна. Зошто се гушкаше, се извинувам, зошто се гушкаше со Заев Верушевски пред неколку дена? Што мислите, што сакаше да покаже он? Мислите дека е случајно тоа? Се праќа сигнал. Сега се на истата страна, добро, не се праќа сигнал на структурата која што работи за Верушевски и за Чадорот, дека имаат заштита од Заев. Тоа е многу сериозен символички пристап кон работите и не треба да биде сватен како нешто случајно и нешто небитно. Зошто тогаш еве и странците веруваат во таа приказна, зошто истражуваме случаи кои што произлегуваат од прислушкуваните разговори, дали имало криминал, не имало криминал, се тоа треба сега да го докаже, нели? Меѓутоа, она што е интересно, како ни се случи повторно врвот на државата да ни биде прислушкува. Значи, што останува за обичните луѓе, што останува за бизнисмените, што останува за оние кои што немаат, нели, не се во овако. Зошто тогаш имаат од Европа, од странските дипломати поддршка, ако велите вие дека еве тоа е она УДБА која што е само продолжена и тоа е чиста пропаганда? Немаат карт бланш поддршка, но представниците на новиот светски поредок имаат една многу проста идеја. Секоја држава треба да се држи во нестабилност за да може лесно да се контролира. Раздели па влади. Да. Секоја влада која што е лесно променлива може да и биде наметнато да носи одлуки кои што се во интерес на, не знам, големи светски корпорации или на представниците на големиот финансиски капитал. Се е за пари. Така што, па не знам дали може така да го генерализираме, но тоа е еден од елементите. Правецот по кој што движеше Македонија пред пучот, да ве подсетам, беше уставен амандман за финансиски слободни зони. Значи да дојдат многу пари кои што својот обрт делумно би го оставале во Македонија. Би плаќале мал данок, но
би биле на некој начин овдека институционално. Тоа се спречи. Уставен амандман за лавот како државен грб на Република Македонија, поддржано од албанскиот коалиционен партнер, се спречи. Историска шанса е срушена. Уставен амандман за дефинирање на бракот како заедница помеѓу маж и жена е исто така спречено. Значи, ВМРО ДПМН во својата проекција на десничарска политика работеше во интерес на зацврснување на вистинските христијански и конзервативни вредности, зацврснување на патриотизмот и белезите на оваа држава и финансиското обезбедување државата да биде постабилна во идните времења. Малку е Ја мислам опасно дека да се случајно е ова све Малку е спречено. опасно да се заземе една страна дека ете според ова сега дека ВМРО е секојаш оној кој што бил за Македонија, сите останати се нели оние кои што се спротивни, односно се по линијата на УДБА. Малку е опасно тоа да Баш се ми е да се драго каже, што сте да- против ова. а да и, не се и јас се сложувам да има и различни мислења. Ви кажав, јас кажувам мој став, не пледирам на универзална објективност. Мојот став е субјективен. Ја ова што го зборам, во ова што зборам верувам, а секој има право кога ќе гласа, си гласа и за нешто друго. Што доколку некој ве прозва еве на суд за ова и дека сте го навредиле, дека сте го нарекле кодош и дека Никој не е наречен кодош. Ви реков дека не оваа едиција не етикетира и не лустрира. Ние немаме мандат за лустрација. Ние објавивме материјали од историска, научна и архивска перспектива, материјали кои што според закон имаме право да ги објавиме. Кој сака да не прозива, нека не прозива, ќе му ги донесеме материјалите да ги види. пред доказите и неговите моќи. Така. Никола, дали се чувствуваш исплашен што дозна дека твојот дедо бил толку следен твојата фамилија, горд што ете твојот дедо сега дозна колку бил силно Тоа се знаеше во фамилијата дека бил следен, бидејќи кој бил осуден на затворска казна, подоцна се знаело дека нели не е дека е оставен на следен. рад. Ние знаевме за досието, но сега си го подигнав да го погледнам. Веќе ви кажам, ќе се надоврзам со конкретниот случај во мојата фамилија со едицијата што ја зборува Филип, црните страници на УДБА. Значи, тука ви имате еден континуитет на работа. Дедо ми бил воден под линија на обработка ВМ, Ванчо Михајловизам. По нека случајност јас сум историчар и го работам токму тој период. Дедо ми почина, кога умре со значка на Јане Сандански и на Никола Карев, па сега јавно се знае која е разликата и кои се тие две страни помеѓу Јане Сандански и Ванчо Михајлов. Значи, таа етикета која им била лепена за Ванчо Михајловизам траела до 2000 година. Значи, биле следени од 45-та година вие да градите мит за Ванчо Михајлов, дека работите за Ванчо Михајлов, и секоја слободна мисла која била за Македонија и за обединување на Македонија или за ВМРО да биде квалификувана како Ванчо Михајловизам е нешто невидено. Таа линија продолжила да работи до 2000 година. Не имаме да бидеме реални. Македонија плурализам доби дефинитивно во 98 година, бидејќи до 98 Пред тоа каскавме така. Па, од 94 до 98 имавме едно партиско собрание. ВМРО ги бойкотираше тие избори. Значи, тоа е истата таа структура и УДБА, истите тие кадри кои влегле во ДБК тогашна, од Државна безбедност и контраразузнавање. Сега видете, во едицијата, не знам точно во кој том, има поместено еден документ во кој самата УДБА си признава за терминот Ванчо Михајловизам. Тоа се случува, значи со тоа може да се поврзе целата оваа приказна. Во тој документ се вели вака: Ванчо Михајлов во овој момент нема апсолутно никаква моќ помеѓу македонската емиграција. Новите млади македонци кои се појавуваат вика во Париз се многу поопасни вика за југословенската држава, бидејќи тие се и против Ванчо Михајлов, но и против југословенската федерација. И вика, тие се вика на истите стојалишта со оние групи кои ги ликвидиравме после војната. Со што автоматски признава дека не ги ликвидирале за Ванчо Михајловизам. Нели, туку ги ликвидирале за Под изговор, да. ги ликвидирале за прашањето, македонското прашање за обединувањето на Македонија. Преска не пропуштив да кажам дека
тие луѓе кои биле репресирани во тој период или затворени веднаш по војната, подоцна дел од нив успеваат да заминат во емиграција. И мојот дедо се обидел, но не успел. А подоцна во 90-та година се враќаат во Македонија и ја враќаат идејата за македонското прашање во 90-тите години. Кога станува збор за едицијата. Едицијата е за моите колеги историчари бунар без дно, значи. Тие што се бават со оваа проблематика и со овој период. Значи една паралелна историја која не била откриена, се водело паралелно општество, луѓе. Значи, имаме ние една слика што е во општеството и го знаеме тоа, паралелно се води друго општество. Значи, УДБА била над државата, ја контролирала државата. И тоа никој не го знаел. И сета историја која била пишувана, била контролирана од таа УДБА. Ја не смеам да си дозволам да ги негирам моите колеги, историчари од тој период. Ки нив има и самите признаваат дека имало автоцензура. Страв дали за некоја личност нешто добиват или што ќе кажат кога ќе дознаеш што му се случило на соседот. Сега добиваме документи и од оваа едиција треба да произлезат книги, наместо да речеме еден историчар, еден историчар да оди сега да копа по архивите, тука ги има спакувано во една едиција. И треба да истражува и врз основа на тоа да му служи за како извор да се пишуваат книги, да се анализираат историографски, да се обработат, да се објасни што всушност се случувало. Бидејќи ние еден огромен дел не знаеме што се случувало и зашто се бореле тие луѓе. Тие луѓе до 2000 година беа оквалификувани како Ванчо Михайловисти. Темел досието беше оквалификувано како врховизам, Ванчо Михайловизам, македонски екстремизам. Нема никаква логика во сите тие термини, нели? нели? Денеска ги имаме истите етикети на некои делови. Денеска не можеме слободно да бидеме Македонија и денеска пречат оние македонски. Знаете што е работата, што во тие здруженја кои произлегуваат по 45-та година, во нивните документи, архиви кои ги имаат оставено, во сите нивни декларации, заложби, документи што пишувале, како пишува, нели? Стрикно го отфрлаат Ванчо Михајлов како лик и неговата идеја. Они се повикуваат на старата организација ВМРО. И нивното создавање на тие групи го прогласиле за возобновување на Македонската револуционерна организација од 23 октомври 1893 година. И тука го пронаоѓаме ние тој континуитет. Многу голем дел од тие организации, како Ѓорѓи Доцев, например, и групата околу него продолжиле да работат во Македонија. Ѓорѓи Доцев е следен до 88 година за групата која е создала за ВМРО Правда. Подоцна истите тие луѓе и оние од емиграција и тие што останале во државата влегуваат, кога доаѓа плурализмот, влегуваат во политичката партија ВМРО ДПМН од 90-та година. И тука се тие две линии за кои зборува и Филип, значи имате една линија да не се изразувам вулгарно таа удбашка, значи кој подоцна преминува во политичка партија, бидејќи СДСМ де факто е наследник на СКМ, на Сојузот на комунисти на Македонија. Таа партија се викаше СКМ ПДП. После тоа го смени името во 11-тиот конгрес и го смени името во СДСМ. И вие имате една друга линија, онаа репресираната, онаа гонетата, затвараната, малтретираната, оние кои не можеле да напредуваат во општеството само заради нивната љубов кон Македонија, само заради нивната приврзаност кон идејата на ВМРО и линденската идеја. Тоа им било земано за грев. И таа е таа линија која влегува во ВМРО ДПМН во 90-та година. Но службите, како што кажав, 98 дури добиваме плурализам. Службите до 2000-та година, тоа се едни исти кадри, една иста школа која при распадот на Југославија преминуваат во ДБК. Верушевски не бил во ДБК од која го претпоставувам од време на Југославија во таа служба. Таа е таа школа. И сега ние имаме еден човек кој во 2000-та година ја здрма државата, пошто изби војна. Сега истиот човек во 2014 година повторно ни го прави истото и ни се случува Куманово. Значи, вие што му рековте на Филип, дали се тоа преостри зборови? Воопшто не се преостри зборови, тоа се факти кои ги гледам. Значи, имаме луѓе кои работат над деструкција да се уништи оваа држава. Имаме луѓе кои зборуваат работа за двојазичност, за кантонизација на оваа држава. Имаме луѓе кои сакаат да го сочуваат она во што верувале нивните предци, нивните дедовци.
можеме да заклучиме дека никаде не сме мрднале од едиција, нели, понатаму, се уште сме тука на истата само варијација на тема. Но ајде, Филип, да се вратиме на едицијата. Она што мене ми патна за око е дека предмет биле наследење, ајде, политички партии, ајде луѓе со политички ставови, нели ќе кажеш и нормално е, политички противници, против нивната идеја се следат. Се следале интелектуалци, се следале глумци. Прочитав дека дури и Ѓорги Колозов, ако што сите го знаеме, нели, како ликот од македонските народни приказни, има досие. Па, знаете што? Сите личности експонирани во јавноста, кои што можеле со својот патриотизам Да влијаат. да влијаат на пошироките народни маси, кои што можеле да го пренесат она шишковото, нели, табакерата, гоце, оној патриотизам за кој што никој не им го всадил, туку го чувствувале како, нели, собствен внатрешен порив, а станувале мета. Обсервацијата е правена детално. Се прислушкувале телефони. Отварана е поштата. Да не ви кажувам Македонскиот народен театар, Струшките вечери на поезијата и слични манифестации и институции како се работени. Значи се работени многу темелно, многу внимателно, со инфилтрација од келнери, помошници, секретарки до вработени актери, колеги и така натаму. И некои од тие досија траат и повеќе од 20 години. Што значи дека ако осетеле дека малку е подсмирен човеков кој што се наоѓа у параноја, у стадиум на разрушен приватен живот и семејство, можело и да го дерегистрираат. Но при првата појава било каква на она што не одговара во јавните настапи, повторно се отвара. Така и на Шишков му се преотвара. Дел од нив се следени до самата смрт. Ние имаме објавено... Имаат и предизвикано смрт. Тоа тие притисоци. Тоа е втора тема. Тоа е тема за обвинителството. Токму така. Дали масовното нарушување на човековите права на поединци, семејства и на цели групи во општеството застарува како злодело или треба да се отворат истраги. Има сомнителни, сега мала дигресија, ликвидации за кои што ние немаме одговор. Македонското општество, ние денеска заслужуваме одговор дали ликвидациите во странство се случајни, намерни, од кого се, за кои потреби, кои се виновниците. Вие имате случаеви кога луѓе, значи субјектите кои што ги анализираат или ги обработуваат, починуваат, па се прави анализа кој се појавил на нивниот погреб. И тоа е веќе нов материјал. И започнува да се следат тие што биле присутни на погребот. Докаде одела, значи докаде одела таа... Значи да знаете дека станува збор за многу сериозен проблем во гледано генерално во општествени рамки кои што мора да се прекине. Никој не го прави ова од нас заради некаков екзибиционизам. Меѓутоа, македонската јавност денеска, нивните семејства мора да добијат сатисфакција. Ние немаме никакви податоци кои ги изврши масовните ликвидации на Кале, во Куманово, во Велес, струмичките студенти. Ние мора тие прашања да ги затвориме. Тоа не може да остане како некогаш било, поминало и сега не е важно. Анархизмот кој што левицата го има во својата структура и потребата за масовна амнестија не смее во овој случај никако да стане наш начин на политичко делување. Ние мора да утврдиме кој е виновен за се тоа и мора да се расчисти во историска перспектива, но и во политичка перспектива. Зошто е кај нас тоа толку тешко? Еве го Штази да го земеме за пример. Не е само кај нас тешко. Вие во една Србија и Хрватска не можете да дојдете до усогласување да се почне периодот, односно процесот на лустрација. Од проста причина што им се даде доволно време на тие структури да се обојат во демократски бои, да станат видни новинари, да станат
видни граѓански активисти преку невладини организации, дел од нив кои што располагаат со капиталот на екс-Југославија да станат видни богаташи кои што влијаат како мецени на политичкиот живот. И горе-долу сите да продолжат да функционираат нормално, представувајќи ги овие што се жртви и денеска за джелати. Овде имаме ние первертирана реалност. Оние што се бореа за демократија, кој се бореше за демократија 90-те години? Кој ја донесе демократијата? ВМРО ДПМН и она масовно движење околу македонските идеи, инаку СКМ или СКМ ПДП, а денеска СДСМ сакаше да има еднопартиски систем што го изманифестира 94-та и 98 година. Така што некои работи ние мораме баш убаво да ги отвориме, да ги дебатираме и верувате ќе искочат уште многу работи кои што тие структури не сакат. Кој прв почна да зборува за членството на Македонија во Европската унија? Нели? Значи ВМРО ДПМН беше политичката партија која прва започна да се стреми Македонија кон Европската унија. Денеска ги гледаме како во левицата не ја вадат од уста Европа. Во однос на во контекст на муабетот за демократијата. Кога сме кај она што го имаат до вчера една земја, сега странски земји, нели, документите за македонците, УДБА има многу документи за Македонија кои што и не се воопшто во Македонија, дел од нив за македонците кои што биле на Голи оток, се во Хрватска ти успеа да пронајдеш дел од. Да. Што виде таму, колку има? Ето уште едно прашање, зошто ги нема досијата на македонците кои што биле на Голи оток? Кој ги уништил и за кои цели? Тоа се масовни кршења на човекови права и имаме ние видни личности кои што не се ни вратиле од таму. Тоа е оној процес после првото заседание на АСНОМ до второто заседание, кога буквално се прави преврат и оние што денеска носат капи на партизани и се представуваат за автентични комунисти, го преземаат македонското движење за ослободување и потребата да се оди на Солун со наметнување на жртва на македонци на Срем. Значи, буквално имаме многу работи за кои што треба да истражуваме. Но и нус продукт подоцна станува Голи оток. Ги нема досијата во Македонија, но лоша вест за тие што ги уништиле ги има во Хрватска, а ги има и уште во некои други држави. Еве, да не им даваме предност која ќе ги барат. И јас донесов неколку досија од таму. Општата перцепција на Голи оток е дека е тоа пресметката со информбировците, меѓутоа јас најдов досија во кои што се спомнуваат ВМРО-вски елементи. Значи не биле само пресметките во левицата завршувани на Голи оток, ами биле завршувале таму и ВМРО-вски десничарски и патриотски елементи. Има досија во кои што контекстот е дека биле ситни джепчи и лопови, што е за мене вака мощно индикативно и е потребно историската наука да направи анализа на тие досија, дали всушност не е контекст за да се сокрие вистината зошто луѓе се праќани таму, оти за не знам, ситни кражби да испратите на таков зверски начин луѓе на такво место ми е неприфатливо и мислам дека допрва треба да се истражува, да се открива. Процесот на враќањето на тие досија ќе се подигне на високо меѓудржавно ниво и јас се надевам дека сите над 1000 досија ќе успееме да ги донесеме во Македонија, да бидат извор на историската наука и да ги објавиме. Така. Никола, историчар си. Еве ја гледаш сега оваа едиција, лично си засегнат. Ќе му дојде ли памет на македонскиот народ да расчисти конечно, дали ова ќе ни помогне, дали оваа документација ќе ни помогне да ја напишеме? Јас не знам дали ќе му наше е да му предочиме на народот. Претпоставувам дека ќе му дојде памет, но наше е да му предочиме што тоа всушност се случувало во Македонија. И истото продолжува и до ден денеш. Јас се надевам дека конечно ќе се свестат и како што зборува Филип дека левицата во Македонија денеска ја краде народно-ослободителната борба, ја не би се согласил, они се темелат на првата влада на СРМ, по укинувањето на АСНОМ и затварањето на Методи Андонов Ченто. Они својата идеологија темелат на темпо,
темелот на владата предводена од Лазар Колишевски, нив темелот им се наоѓа таму. Тие не се за Солун, тие се за Срем. И они се горди за тоа го истакнуваат. Они не се повикуваат на Методи Анданов Ченто, бидејќи им се коси денешната идеологија која ја носат во себе како радикални левичари, со нивната идеологија се коси. Тие се повикуваат на Темпо. Тие не може да се повикаат на еден Методија Шаторов Шарло, кој бил комунист, но прашањето го гледал од национален аспект, а не од партиски аспект, не може да се повикаат на него. Значи, тие нивниот корен може да си го најдат само во првата влада на Социјалистичка република Македонија, кога се укинува президиумот на АСНО. Тие се тие неколку линии во Македонија кои функционираат до ден денеш. Едно е да извадиш документ, кој што е парче хартија, на кој што има нешто напишано, можеби нема да побуди некои емоции кај обичен граѓанин или кај некој кој што може би нема допир судба и со ова. Но друго е кога е засегнато семејството и тоа се зборува во семејството, а друго е кога ќе ја слушнеш, видиш личната приказна. Колку овие луѓе кои што ги има во досија ги имате контактирано, колку се они водни, оние што се живи, нели? Или пак потомците, еве вака, личните нивни приказни малку да излезе, да не биде тоа само парче хартија. Па како што рековме, ние ќе направиме еден голем напор да ги снимиме сведоштвата на живите. За жал не се добар дел од нив живи, но имаат своји семејства или нивни представници од нивните семејства. Некои од тие сведоштва, мислам и на вашата телевизија, веќе се појавија. Тоа е случајот во Битола, кога човекот кој што го подигнал своето досие, ги видел своите кодоши, истиот ден починал. Тоа се трагедии. Мислам дека ова само иницијална каписла, почеток на се она што ќе го добиеме како конечно сведоштво за поновата македонска историја. Ние имаме уште една едиција, се вика Илинденски сведоштва. Таму имаме околу 3000 сведоштва за Илинденското востание и борбите за ослободување на Македонија. И подоцна ова црните страници на УДБА, каде што се појавуваат или истите ликови, или нивните потомци. Тоа ни дава за право да извлечеме заклучок дека станува збор за исти семејства кои што биле инволвирани во сите борби војни за ослободување на Македонија. Тие луѓе денеска се горди луѓе, но добар дел од нив не знаат за своите предци дека биле учесници во вака драматични настани. Со ова ние сакаме да стигнеме до сите нив, бидејќи дома чуваат фотографии, документи и сведоштва, а нивната бројка јас ја позицирам на 250 до 300.000 најмалку денеска, кои што ќе го извлечат својот корен натака. Така што со овие едиции и онаа илинденските сведоштва и оваа црните страници, сакаме, ќе биде, убеден сум дека ќе биде, сакаме со овие едиции да им дадеме за право да се поврзат со своето славно историско минато и ако не го знаат да го проучат, а на нас да ни дадат нови слоеви, нови агли, каде што ќе го подполниме како конечна слика, за да може македонската историска перспектива конечно автентично да ја представиме и за сега и за сите вечни времења. Велат дека историјата ја пишуваат поветниците. Никола како историчар, дали македонскиот народ бил во магла за тоа што му се случувало овие години? Дали воопшто ја знаеме својата историја според тебе сега овие документи? Или потребна е нова? Да, ја пишува, но денеска секоја вечер кога збориме така за техничките овакво, секој си ја пишува својата историја. Ние ја пропуштивме за време на Југославија да испишеме вистинската историја и денеска историчарите имаат преполни раце работа пред себе да земат, значи не треба да се нешто да се коригира, туку треба да се исполнуваат огромни дупки. Ние за многу видни револуционери немавме монографии. Сега исклучија за прв пат монографии за луѓе, за Дамјан Груев, не знам, за Гоце Делчев, Јане Сандански, тие биле ликовите кои се
кои се пишува, но за многу други личности ние Воопшто немавме немало воопшто монографии и тоа е една огромна дупка во македонската историографија која сега треба новите генерации да ја пополнуваат. Веќе историјата не е воопшто испишана нашата, тек се пишува. Значи вие за една личност не во други држави не се пишува една книга и толку, таа е затворена тема. 10 историчари пишуваат 10 книги, секој си гледа од свој аспект. Така. Ме разбирате? Така. Ние дури сега добивме по една книга што се вика за стотици наши дејци и линденци, и тоа е огромна дупка која мора да се исполни во наредниот период. И да им се даде кредит на тие луѓе и да се споменат тие луѓе, да се спомене голготата која што ја поминале, и нормално доколку успееме ова да го прикажеме лошо како што е, да се надеваме дека ќе можеме да спречиме да не се случува и во иднина, ако еве не сме можеле. Да мора да извлечеме досега. заклучок, историјата е учител. Така. Ви благодарам многу на обајцата што бевте гости во вечерашното отворено студио на телевизија Нова. Ова едиција Филип ќе ја има, ќе може народот да ја погледне, ќе може да ја прочита, така ќе може да стаса секого. 60 библиотеки во Македонија ќе добијат задолжителен примерок со одлука на владата. Ќе има во 10 гранки на државниот архив во поголемите градови. Низ Ќе може Македонија. ќе може да ја прочитаат таму доколку сакаат само да ја разгледаат и да ја користат, а ќе може и да си ја купат доколку тоа е нели начинот на кој што сакаат да ја имаат и така натаму. Тоа ќе биде изводливо. Јас само да кажам, народ што не ја познава својата историја е осуден да ја повторува. Така што анахроно ми делува она кој ни викаат ајде цело време ли за историја ќе зборувате. Да, цело време не учат да не зборуваме за историја, да не размислуваме и повторно се вртиме во Истите круг. работи да Време се е дојдено тоа се смени. Така. Ви благодарам повторно за гостувањето. Вам, драги гледачи, благодарам што и останавте и со нас. Се надевам дека приближивме барем мал дел од она што оваа огромна едиција го нуди како доказ за методите на удба и што се случувало со секој кој што бил македонец во срцето. Останете на фреквенцијата на телевизија Нова, следуваат вестите и други содржини.